Тема во блокот во 8 часот во Македонија наутро предвремениот пубертет кај децата. Ја започнуваме темата со доктор Мира Атанасова, педијатар. Добро утро. Добро утро. Добро ме најдете. Докторка, кои се знаците на раниот пубертет кај децата? Како да се препозна и колку всушност е спуштена границата? Пубертетот представува една многу комплексна состојба кај дечињата, со тоа што би кажала дека се многу драстични тие промени што ние ги очекуваме кај нив во смисол на телесно и емоционално созревање. Значи, тоа е еден процес, замислете, многу долг, многу тежок за нив и ние како возрастни и околината околу нив треба да помогнеме во однос на целиот тој настан што го очекуваме на нивна возраст. Би рекла дека во почетокот на 21. век ние веќе се повеќе како педијатри забележуваме еден тренд на се порано почнување на пубертетот кај децата. Многу карактеристики би кажала зошто тоа се случува. Меѓутоа, само општи напомени да кажам дека пубертетот порано го очекувавме кај девојчињата типично некаде 12-тата, 13-тата година, кај момчињата малце покасно, некаде од 13 до 14 година се очекува. Меѓутоа, како ви велам, годините наназад следиме од почетокот на 21. век, ние веќе го имаме почетокот на пубертетот кај децата се порано и порано. Впрочем, се што е почеток на пубертет пред 9-та година кај женските деца и пред 10-та година за машките деца, ќе сметаме дека е предвремено започнување на пубертетот. Во пракса веќе гледаме, не само јас, доста мои колеги педијатри реферираме, почеток на пубертет кај девојчињата и пред 8-та година, или кај машките деца пред 9-та година. Тоа се некои гранични возрасти што кај нас побудуваат не само интерес, туку побудуваат и загриженост зошто тоа се случува. Првите аларми секогаш ги добиваме од страна на родителите и сметам дека тие се најважните во моментов да ни помогнат на сите нас навреме да интервенираме во таков случај, затоа што не е се едно дали едно девојче ќе влезе во пубертет на пред 8-та година или малце подоцна. Зошто тоа го велам? Затоа што тие се уште деца, се уште се емоционално незрели и вие како почнува пубертетот пред време, ќе имате едно девојче заробено во тело на жена, велиме. Ќе почне растот на дојките, ќе почне публичната и аксиларна влакнетост, го има оној типичен адултен мирис на потта, што најчесто велам, мајките го забележуваат и тоа е она прва состојба што нас као педијатри ни алармира. Значи, таа забелешка од нивна страна ние ја земаме и така, да речам, доста сериозно. Ако кај таквите деца забележаме и забрзаност во растењето, си имаме ние во ординациите перцентилни криви, тоа впрочем сите колеги го работиме, можеме да забележиме и забрзан раст кај таквото дете и тоа исто побудува сомнеш дека нешто овде на брзина се случува. Значи има некое влијание зошто е растот забрзан кај тие деца. Преку перцентилната крива одредуваме колку е детето тешко и колку е високо. Значи, споредбено со тие наши перцентилни криви, што се изработени за децата од нашата територија, значи од нашава држава, ако забележиме дека многу брзаат со растењето, ние треба да проследиме и таквото дете дури на клиника за детски болести, да го проследи педијатар ендокринолог, кој што ќе преземе после и други мерки, други чекори. Да спомнам само едно од наједноставните методи е да ја сликаме шаката кај децата. Кога ќе ја сликаме шаката кај децата, радиологот нас ќе ни одреди дали во должина на коската линеарниот раст одговара на таа возраст на детето. И втората работа е хронолошката зрелост или возраст во однос на коската ќе ни укаже радиологот на која возраст одговара детето. Со самата таа метода гледаме дека и докажуваме дека растот е забрзан и дека детето е веќе во предвремен пубертет. Ова зборам се за деца што се пред 8-та година. Многу е важно да го уловиме моментот. Многу е важно да го уловиме тој момент,
Затоа што ако веќе пропуштиме одредени моменти со почетокот на пубертетот, замислете, ние ќе задоцнеме со интервенцијата, ќе задоцнеме со планот и програмата што понатаму со такво дете, ќе бидеме ставени во ситуација да не можеме многу да помогнеме. Зошто го велам ова? Затоа што растот кога ќе почне забрзано, има активација на доста механизми, тука хормонската активност се активира, таа оска, хипоталамус, хипофиза, гонади ќе се активира. Исте случајот и со женско и со машко дете. Хипоталамусот е првата жлезда која ќе се активира и ќе даде команда на хипофизата, а хипофизата па ќе ја даде наредбата, значи овариумите, матката и тестисите кај децата да почнат да функционираат. Ова укажува на еден факт дека ние како родители треба да бидеме многу одговорни во тоа колку редовно ги носиме на секако, затоа и ги бараме ние систематските прегледи кај децата. Знаете, како педиатри најчесто мериме новороденче, доенче, секој месец мериме дете. Втората и третата година, да речам, на неколку месеци ги мериме дечињата. Меѓутоа, внимаваме и посебен осврт на диспанзерите за школски деца и за време на систематските прегледи да се обрне внимание на тие мерења, да се работи по перцентилна крива, не само да биде просто мерење тежина висина, меѓутоа на вистина да се забележи кое дете стварно не е со забрзан раст. Добро, што го предизвикува раниот пубертет? Мите или вистина остана тоа дека женските порано влегуваат во пубертет? Значи, и дека по дефиниција ода така, точно е, народот се знае од секогаш останал. Генетиката си носи своја, женските побрзо се будат, велиме, машките малце подосна и таа е разликата што ја кажав у старт, дека 1 до 2 години машките малце покасно нели го почнуваат пубертетот, меѓутоа кај нив па може подолго да трае и подоцна да заврши, за разлика од девојчињата што може порано да почне и порано да заврши. Целата поента на ова што го коментирам за предвремениот пубертет е да интервенираме на време за нашите деца да не останат ниски. Кога вие ќе имате забрзан раст, кога ќе имате активација хормонска, кога целиот тој процес, таа каскада на реакции ќе почне да се одвива во телото, ние многу брзо ќе добиеме затварање на епифизите. Тоа се оние процепи меѓу коските. Епифизите се многу значајни да бидат отворени долго време се додека детето расте. Ако има хормонско влијание, тие епифизи многу брзо ќе не се затворат, што значи дефинитивно завршетокот на пубертетот ќе биде со резултат на една пониска дефинитивна висина на таквото дете. Зошто велите и прашувате порано се почнува? Се почнува порано затоа што многу економско, социолошки услови влијаат на растот и развојот на децата. Изборот на намирници си имали влијание? Така, тоа? нас гледате една пандемија што ни направи овие неколку години на нас. Не измести сите од колосек. Не стави под голем стрес. А од друга страна не научи како ние да почитуваме одредени животни вредности. Како да смениме стил на живење. Цело време коментирам и со пациентите и со нашите родители на дечињата како да направиме да децата што повеќе ги извадиме надвор, да не бидат цело време во затворен простор. Знаете што беше и со онлайн наставата, многу малку излегувавме надвор. Па и со постојаното носење на маски. Преоптоварени си со учење, преоптоварени со многу и психолошки и емоционални проблеми. Па пубертетот и тоа е фактички, да таа нивна бура од хормони ние да ја сватиме, да ја стивнеме малце, да имат поддршката од сите нас и стварно родителите барам да бидат најголемите другари на децата. Сега кога тоа го посочувате, на што треба најмногу да посветат внимание? Го споминавме и начинот на живот, избор на намирници, храна. Ние како родители, особено за школските деца, нема родител кој што не го сака најдоброто за своето дете. Ги форсираме на секакви можни после училиште активности. Дали сето тоа дополнително влие и во таа фаза на пубертет? Точно. Неколку фактори овде би издвоиле, тука и стручњаците си го кажуваат својот дел, дека голем удел има прво исхраната. Исхраната во последно време знаеме колку е третирана и со адитиви, колку е третирана со конзерванси, знаеме колку се користат и пестициди и хербициди за да се произведе добра храна. Сите тие својства неминовно ние ги гледаме понатаму како влијание врз раниот почеток на пубертетот кај децата. Исто би спомнала
дека ние се повеќе користиме во секојдневието, нели, пакување со пластика, тие наночестици, разни феноли, разни субстанции што ги знаеме дека штетно делува, тоа науката исто се го кажува. Третото нешто би кажала дека намалената физичка активност влијае да нашите деца во денешно време се со поголема телесна тежина. Би рекла искрено гојазни. Ние имаме голем процент на гојазни деца, би ги спомнала повеќе како пол женските деца повеќе ни се гојазни, тоа сигурно се должи и на исхраната, на недвижностите, на недвижењата, на нефизичката активност и хормонската активност овде си прави да естрогените едно женско тело ќе го обликува. Тоа се неколку фактори кои што влијаат. Тој вишок на масти во телото ќе допринесе да девојчињата трупаат масно ткиво по мускулатура, во поткожи. Замислете целата таа ситуација, кога ќе имате ви едно потешко дете од вообичаено, кога ги споредуваме по перцентилна крива, велам стручно дека има еден хормон лептин, тоа мора сите да знаеме, тој хормон се ствара во масното ткиво. Има една одредена или да речам критична тежина кај децата. Кај женските деца некоја критична тежина е некаде меѓу 35 и 40 килограми, кога лептинот веќе дава информација до оската хипоталамус, хипофиза, гонади. Тоа е тој аларм или стимул што лептинот го пушта кај хипоталамусот да почне хормонската активност. Значи, некоја гранична тежина од 35 до 40 кила имаме ние кога очекуваме веќе пубертетот почнува кај тие девојчиња. А се уште растот, замислете, не е очекуван за нивната возраст, почнува целата активација на пубертетот, ги имаме почетните растења на дојките, влакнетоста ќе се појави, мирисот на потта го спомнав, и тој забрзан раст нас не загрижува да не заврши со понизок, велиме, адултен раст. Многу е проблематично, многу е емотивно тешко за едно девојче, за едно дете да остане пониско во однос на врсниците. Значи да земе залет за раст, а дефинитивна адултна висина да има пониска од очекуваната. Уште поголем проблем е па кај машките деца, ако таа ситуација ние не ја или предвидиме, ако ја задоцнеме со процена, мислам дека кај машките деца е уште поголема психички, емоционална состојба на стрес, на вознемиреност, на една потиштеност. Ако е пониско, значи ако остане пониско во однос на висината од неговите врсници. Затоа дополнително ќе зборуваме, најважно е да пред се да започнеме токму од вас, да започнеме од педиатрите, да бидеме како родители одговорни, да ги носиме редовно децата на преглед. Така е. Останала она старата растат живи и здрави, нека се, да, живи и здрави нека се, но редовно мора да се следи растот и развојот. Ви благодарам, докторка. Дадовме вовед и начинавте теми на кои што токму на тие теми ќе продолжиме понатаму. Благодарам за гостувањето. Да, денеска многу